Па идам, собирам железо кога најдам нешто така и носам во отпад да ги прихранам дете. Ја давам шекер, па нема мајка. Вие ќе добиете нов дом. Ова веќе нема да го има, ова све ќе биде ново. Плочкарите од Алфа Керамика вредно работат и конечно тоалетот нема да биде најголемиот проблем на семејството Вилковски, каде што тие ќе се плашат да влезат. Во исто време работат и молерите од Унигипс, една изворедна екипа која што ќе проба да го реши големиот проблем со мувлата низ целиот стан. Овој стан не бил молерисан долго време, затоа ќе треба на вистина убаво да се помине за да заличи на вистински дом. Плочките во кујната се готови, а наред е ламинатот. Овој пат овде доаѓам и јас на помош. Благодарение на Алфи Техно Центар, овој дом добива и нови врати. А мајсторите од Алфи Техно Центар се тука и ја прават монтажата на новите врати. Вистинско освежување за овој дом ќе бидат тие. Се наоѓаме во Куманово, во станот на Бране и Тања и нивните дечиња. Моментално се наоѓаме во детската соба. Јас сум облечена како да сме на северен пол, бидејќи надвор на вистина е северен пол и зимата од лавоко веќе не гази. Се наоѓаме во детската соба и ја моментално не можам да ја познам детската соба. Овој дом
ни оди најбрзо од цела сезона. Никогаш до сега не сум имала помалку проблеми во врска со работата и мајсторите. И неверојатно сум среќна поради тоа. И тоа сето благодарение на дечките од компанијата Унигипс, кои што земаа се во своји раце, и компанијата Хрома, која што многу ни помага околу се. Тука ќе бидеме многу брзо готови. Значи, денеска се мести ламинат, ѕидовите се готови, прозорите се монтирани, ролетни се монтирани. Утре се монтираат врати, плочките се скоро готови, утре монтираме санитари и задутре веќе влегува мебел и семејството веќе ќе може да си влезе во нивниот нов дом. Не знам дури ни дали тие се всушност психички спремни дека толку брзо ќе го завршиме овој дом, но знам дека кога ќе влезат нема да си го познаат и знам дека навистина конечно после толку години мачење и живење во многу лоши услови ќе бидат вистински среќни. Мислам дека ова ќе им биде најубавиот новогодишен подарок досега во нивниот живот. Значи, како што кажа, денес се мести ламинат, се лепат плочки, се работи турбо, паралелно работиме повеќе работи, што е многу добро. А денес во овој стан јас го замолив мајсторот кој што мести ламинат, дали ќе може да ме научи како се мести ламинат. Здраво, мајсторе! Здраво. Ја малку ке ти сметам, ке те успорам, може? Може. Јас съм Кристина, драго ми е, ти си? Сокол. Сокол, драго ми. Сокол, да прашам нешто. Лосно ли е да се мести ламинат? Па лосно е, не е много тешко. Не е многу тешко. Да. Може да ми покажеш како е, дали има некаква филозофија? Па нема филозофија, може да ти покажам. Ајде, една да се ја наместам. Ајде, Океј, значи од друга страна. И сега треба? Сега треба прво таму. Добро. Добро, нека влезе, така. Така. Сега тука. Добро. И сега? Сега уди натаму. Посилно. Колку ми е силно? Колку е това. Како било? Сега една тајна да ви кажам, ја вчера се вакцинирам. Добро. И денес ова рака малку ми е функционална. Ева друга страна. Добро. Така. Мајстор, за ова треба малку сила. Да. Сега ова тука треба да се пати. Ще мери обратно. Да го намести вака? Добро, нека. Се мери обратно. Аха. Еве вака. И се сече колку што треба. Да. Јеј, не ушти. Добро сма? Добро. Ти ме видиш? За вчера се види. Еве, сега ова е таму. Чекај, ајде се удри. Ајде. Нека бе мајстор. Ајде, добро. Едно. Мајсторе, ја имам сега да поклон за тебе, знам дека секојаш колена те бола ти грб, така прави ли си? Да. Ова е поздрав од Еврофарм. Хвала. Ова е за тебе, за вечер. Добре. Пред да си легнеш да не те боли ништо. Хвала. Фала што си дел од проект Среќа, од проект Куќа и што заедно градиме среќен дом за едно семејство на кое што тоа треба. Хвала и од вас на поканата. Може да се приучиш со работа, јас те оставам. Чао! Ајде. Владимир и Марио од Алфа Керамика се нашите вредни плочкари кои што станот и го направиат сакам паком, браво дечки. И фала многу што сте тука. Јас за вас имам еден поклон за имунитет во ова време на пандемија, повели. Ова е поздрав од Еврофарм за да ни бидете здрави и да може уште долго да соработуваме. Сакам да ви кажам само уште едно нешто. Фала ви што сте хумани и фала што ми се приклучивте во ова мисија, на ова семејство, да му направиме убав топол дом. Няма проблем. Всяка време. Фала ви многу. Благодаря, неща. Се наоѓаме пред салонот на Алма Костромица, која што е фабрика за производство на мебел и има свои салони во Велес, Кавадарци, Струмица, а сега и во Скопје. Овде ќе одбереме спална, гарнитура
и Ормар. Всушност, Алмак Струмица се прв пат пријатели во оваа сезона на Проект Куќе, а ние се радуваме за сите нови компании кои што ни се приклучуваат и кои што имаат големи срца. Ајде сега да одиме внатре и да видиме колку голем избор тие имаат. Слушнав дека имаат многу богат избор. Ајде. Значи овде сме внатре во салонот и вау, колку е голема. Прв пат влегувам овде, морам да бидам искрена и сега најпрво сакам да разгледам и да си мислам што најдобро би им одговарало во нивниот дом. Значи, знам колку многу ќе се радуваат на се што ќе биде ново, бидејќи живеа во на вистина многу лоши услови. Од каде да почнам? Алмак, свака ви част, вау! Ќе почнем од гарнитура. Домот ќе го уредиме, односно дневната соба, ја сакам да ја уредам во кафеавкасти, во кремасти тонови, во така по-неутрални. И барам нешто такво со десен агол. Ми се допаѓа ова. Оваа до сега најмногу ми се допаѓа. Морам да признам само аголот, ако го има, да е десен агол. Извинете, може нешто да ве прашам? Јас сум Кристина, драго ми е, многу ви е убав салонот, морам да ви кажам. Бираме мебел за едно семејство, кој што прв пат во нивниот дом ќе има нов мебел. Значи, многу не е важно да е убав. Мене најмногу од се ми се бендиса оваа гарнитура. Сега сакам да прашам, прво, дали има во кафеавкаста боја? Има, да. Има. Значи имаме среќа. И овој агол ви треба, така? Не, ми треба другиот агол. Значи десен агол. Да. Да. Десен. Кафеава. Значи имаме. Океј, многу сме брзи. Значи, гарнитура одбравме, ни останува спална и ормар. Значи, ни кажаа дека на горниот спрат се спални и ормари. Ајде сега да одбереме и спална. Меѓу другото, тие немале никогаш ни спална соба, верувам дека и никогаш како сопруг и сопруга не делеле кревет. И тоа ќе ми биде едно од најубавите нешта да им го подариме заедно со Алмак, заедно со нашите донатори, спонзори. Стигнавме до спалните. Сакам нешто исто на крем, на сивко. Ова ми се допаѓа. Ова е тоа. Свака ми се допаѓа. Добра е. Ја одбрав. Чекај да видам каква е внатре распоредот. Едниот дел за закачување, добро. А другиот дел за диплење. Ете така, баш како што треба. Мислам дека овој ормар, со тоа што ќе ги замолам да е малку поголем, би бил совршен избор и комбинација со креветот. Тука негде мислам дека одбрав скоро се. Веќе сме готови при крај, единствено ни останува да ни го достават мебелот, да кажеме благодариме Алмак што сте наши пријатели и што дојдовте во Скопје и приближивте ваков квалитет и на луѓето во Скопје. Паксон Премиум, партнер на Дајкин за Македонија, ни помогна уште едно семејство да ја почувствува топлината на домот. Тие донираат инвертер клима од брендот Дајкин со високо модерен дизајн. А што е карактеристично за овие клими? Што многу брзо го топлат домот и го ладат, но трошат многу малку. Ние секогаш внимаваме на енергетската ефикасност, а тука се секогаш нашите донатори со големи срца да ни помогнат во тоа. Ви благодариме, Паксон.
Многу долго мислев каков совршен ден да им организирам на ова прекрасно семејство со оглед на тоа дека доаѓа нова година. А дали може да има посовршен поклон од фамилиарна фотосесија? Во тоа ни помогна Кумановското фотостил и од срце сме им благодарни за нивното големо срце и за тоа што ни помогна во оваа наша намера. Совршениот ден за семејството продолжува. И тоа во ресторанот Stone Revolution од Куманово. Им благодариме што беа наши соработници во оваа епизода и што направија совршен подарок за семејството Велковски. Уживаа во ручек, но децата уживаа и во нивната прекрасна игротека. Навистина уникатно чувство за ова семејство. На овој студен зимски ден се наоѓаме во Куманово, како што знаете, и овде сме пред маркетот на нашите пријатели ДМ Маркети, кои што се наши пријатели во целата сезона на проект Куќа. И се што е потребно од козметика и хемија набавуваме од тука. Значи, домовите кога ќе влезат нивните собственици во нив, им се полни со прекрасни производи. Ајде! Значи, овде сме на топличко, ставаме маска секогаш, во ДМ Маркети. Овој пат не само што ни е топло, туку и новогодишно украсено и почнуваме со нашиот прекрасен шопинг за семејството на Тања и на Бране. Сите маркети каде што пазарувам се различно наместени и секогаш ми е малку тешко во старт да се снајдам, но секогаш знам кои производи ги земам. Секогаш се тоа производите кои што се заштитен знак на ДМ Маркетите. Балеа ДМ книжки. Едно убаво кремче за Тања, мислам дека добро ќе ни дојде, малку прекрасна вистинска нега. Еве ги. Стигнавме до геловите за туширање. Секогаш ги преферирам фамилиарните пакувања, бидејќи подолго траат и ги користат сите од семејството. И секогаш тоа се балеа производите, кои што може да ги најдете само во ДМ и тоа по најдобри ексклузивни цени. За среќа мислам дека горе-доле скоро се земавме, иако изборот им е толку голем, што секогаш гледам уште нешто и уште. Го завршивме нашето пазарување во ДМ Куманово и дека земавме се, секогаш викам да не заборавам нешто, овој пат мислам дека стварно не заборавив ништо. Ви благодарам ДМ, што сте наши пријатели во секоја емисија на проект Куќа и што ги радувате нашите семејства со вашите прекрасни, оригинални производи со најдобри цени на пазарот во Македонија. Како и секогаш за бела техника се одговорни нашите пријатели од Риверсофт. Стигнуваат да тоа значи дека сме обезбедени со белата техника и за оваа семејство. Ви благодариме што сте наши соработници.
А кога си имаме работа со вистински професионалци, монтажата на мебелот на вистина нема никаков проблем и се си оди како под конец. Алмак имаат на вистина професионални соработници. Ви благодариме што сте толку брзи и ефикасни. Пристигнаа и нашите нови пријатели, akcija.com.mk. Тие за овој дом донираат на вистина доста. 2 креветчиња за детска соба, 2 ормарчиња за детска соба, масичка за дневна и комода. Ви благодариме за вашите големи срца и тоа што сте наши партнери во оваа хумана мисија. Се наоѓаме во канцелариите на akcija.com.mk. А ако се уште не знаете што е тоа е новата, веќе не толку нова платформа каде што можете да си купите апсолутно се што ќе посакате. E-commerce или онлайн продажба е се популарно нешто во светот, и едно од моите омилени начини да купувам. Сега не морате да излегувате од вашиот дом за да добиете се. Тука се akcija.com.mk кои што се во нашите последни 2 емисии и донатори со големи срца и донираат мебел за нашите домаќинства. Здраво за Кристијан и Дарко кои што се и основачи на akcija.com.mk. Да. Денес сум со вас за да ми кажете малку повеќе за оваа ваша платформа и за се она кое што работите. Што се луѓето можат да најдат на akcija.com.mk? Па, прво на нашата страна има преку 12.000 производи. Вау! Значи, там може да се најде мебел, електроника, значи, работи за деца, играчки, базени, елки. Се што треба за дома. Се што треба и секоја сезона, како доаѓа лето, имаме базени. Така. Али сепак, не дека се фалиме со овие 12.000 производи, akcija.com.mk е буквално можеби 30% од она што имаме замислено. Значи, наскоро ќе отвараме и нови сектори, како козметика, само што ја почнавме. Така. Значи, ќе имаме и дел од аптека, од суплементи и такви работи, значи буквално сакате да се ширите. Ќе биде еден нов предизвик за нови производи. Кажи ми, Кристијан, зошто луѓето треба да купуваат од вас? Што се предностите на купување на работи онлайн? Вака, значи ние го поседуваме брендот Monaco Mebel, кој е првиот самосклопувачки мебел во Македонија. Познат концепт. Да, таму продаваме и веќе една година го работиме како бренд и имаме ТВ комоди со цени почнувајќи од 1990 дена. Вау, браво. Значи, другото е, што кажа Дарко, 12.000 производи имаме. Значи, комплетно решение за вашиот дом, се на едно место и ќе бидат многу поише. Секој производ подлежи под гаранција, одличен тим што работи за максимална услуга за клиентите да ги. Но јас мислам дека најважното не го кажа, а тоа е дека луѓето кои што купуваат воопшто не мора да излезат од своите домови, може само да си одберат на интернет, да си кликнат и за неверојатно брзо време нештото достигне до нивниот дом. Да, и не само тоа, имаме и дури опција за комплетен онлайн кредит. Значи, седнуваат од дома, се бираат што сакаат, така? За 15 минути електронски добиваат одобрение на кредит и да можат по-лесно си дозволат што и да сакаат да купат кај нас. Морам да признам дека ова е една неверојатно добра опција за сите купувачи. Затоа што друго да им порачаме на гледачите, освен да купуваат на akcija.com.mk, како што кажа, имаат најдобри цени, имаат неверојатен избор на нешта кои што вас ви се потребни во домот. Кажете ми,
имате идеја да се ширите надвор од Македонија како платформа? Најполезно. Не само што имам идеја, него веќе се оваа година го начнавме тој проект. Браво. Значи почнавме со продажба во Косово и во Албанија. Имаме претходно искуство во Бугарија и во Полска имаме. Така што следнава година се надеваме дека ќе искочиме и во Србија, али сепак тоа иде чекор по чекор, има многу предизвици кои што треба да ги поминеме за да стигнеме таму. И јас ви посакувам многу среќа да станете еден голем европски бренд за онлайн шопинг и ви благодарам што имате големи срца, што сте наши пријатели во проект Куќа и што донирате за семејствата на кои што им е потребно. И секогаш на крај кажувам дека купувајте од оние компании кои што имаат големи срца и кои што секогаш мислат на општеството и на луѓето. Акција.com.mk, не го заборавајте тоа, проверете што се имаат тие. Ви благодарам на убавиот муабет. Ви благодарим и на вас, Милони. Се гледа дека сме веќе при крај. Намонтирани се и расветните тела и тука некаде е моментот кога треба и семејството да се извести дека треба да се врати дома. Уште само да го исчистиме станот и готови сме. Бране, здраво! Здраво! Како си? Добро! Што правите? Еве, одам на кај дома. Слушај, да те прашам нешто, може? Може? Дали сте спремни денес да добиете новогодишен подарок? Само видам да ги земам деца до дом. Чекај да ти кажам. За 2 часа ве чекаме дома во вашиот старо нов дом. Важи? Важи. Ете така, ајде, чао! Чао. Мислам дека сме готови, завршивме. Мислам дека се е на свое место. Новогодишните подароци за децата се овде, новогодишната атмосфера е овде и ова ќе биде најубавиот новогодишен подарок кој што било кога го имам подарено некому и многу се радувам поради тоа. Книгите се овде, играчките се овде, креветчињата им се овде. Кога само ќе ми текне како изгледаше ова соба кога прв пат влегов овде, не можам да замислам што направивме. Многу сум среќна поради тоа и горда на сите оние кои што учествуваа и ја направија ова приказна да има среќен крај. И сега е само време домакините да си се вратат дома и да одиме да ги пречекаме. И им се јавив, мислам дека стигнуваат за 10 минути, така да јас сега се симнувам през града и ги чекам нив. Одно таму ние како излегуваме, може?
и најубавиот дел. Овој пат чувството е дуплирано затоа што се работи за едно семејство кое што живееше навистина во многу лоши услови и онаа трансформација која што ќе ја видите е неверојатна. Мислам, дури ни јас не можам да верувам што направивме од овој стан. Едва ја чекам да ја видам реакцијата на Бране, на Тања и на Алексеј и на Алана со убавите имиња кои ќе си ги видат нивните креветчиња, нивниот нов дом и првата, веројатно, волшебна нова година за нив. Секој момент чекаме да пристигнат. Браво. Еве сте конечно, здраво, Бране, како си? Кај се дечките? Здраво, дечки! Ајде дома! Конечно дома! Ајде, поздравите се. Здраво, Злато, како си? Добар! Се радуваш дека се враќаш дома? Здраво, Тања, како си? Дечки, абе спремни сте? Спремни сте за големото изненадување? За новиот дом? Дали ова ќе биде најубавиот новогодишен подарок дедо Мрашо ќе ви го донесе? Да? За нова година во новиот дом. Може да одиме? Спремни сте, возбудени така? Ајде. Чекај, најбитното, кој ќе ја отклучи вратата? Ајде. Браво, повежи. Малку скаливене на мачија до 4-ти спрат. Високо. Ама успеавме. Имавме вредни мајстори, не се жалеа. Поелете во вашиот нов, старо нов дом. Дечки, ова е вашиот дом. Ајде, дечки, сакате прво да ја видите вашата соба? Алана, дај ми раче да видиш шо има нешто. Дојди да видиш тука. Дојди, дечки, јас знам дека сте вие највозбудени. Да си ја видите вашата соба. Еве ја вашата соба, дечки. Тоа е твојот кревет, а тоа е твојот кревет. Тања, немој да плачеш. Мамо. Ти се допаѓа ли? Ти се верува ли дека твоите деца имаат сега оваа соба? Не могу да верувам. Немојте молам да плачеш и вие ќе да расплачеш. Бране? Многу е убаво. Супер. Знаете што, дечки? Дедо Мраз ви има оставено и подароци за нова година на сите. Повелете! Алексеј, а за тебе? Опа! Повели! И уште! Леновој Дедо Мраз бил многу добар! Уште играчки! И да, игри! Ајде да се играме! Злато мој, дојдете гушна! Среќна си? Да? Алексеј, среќен си? Сега која соба да ја видиме? Ајде да одиме сега во на тату и во на мама собата. Вау! Прекрасно. Браде, влези се, ова е вашата соба, сега си имате собствена соба за родители. Браде? Прекрасно. Дали ова тоа што сте сонувале дека некојаш може да ви се случи? Верувајте, толку многу обрнувавме внимание за да не биде само наместено, туку да биде со љубов направено. Да. И ви посакувам тука да си ги имате најмирните и најспокојните соништа во оваа соба. Ова е вашата нова дневна соба. Тања, лепо ли е? Зело. А? Зело, јако. Тоа си желела јако. Повелете. Еј, дечки!
Елка! И Дедо Мраз нешто ви оставил под Елка. Пакетчиња! Гледај, злато! Ајде да ја видиме и кулата. Тука ти е машината за перење алишта. Како сме ја скриле. И се допаѓа како место и најдовме? Отлично. Тука ти е пегла. Тука си имаш чини. Тука си имаш чашки, филџани. Тука си имаш средства. Сега еве ти го фрижидерот, тука го најдовме местото, ти не знаеме каде. Тука ти е шпоред, тука можеш да си будеш. Се допаѓа? Тука ќе си направиш работи. Све што треба. Битно прозорците веќе не се стари. Целете се. Сега одма се топли, само пушташ клима и за 5 минути е топло. Што остана што не видовме? Тоалетот! Ајде во тоалетот да видиме што е и како е сега таму. Сега веќе нема да се плашите да одите во тоалет, бидејќи нема ништо над главата да ви падне. Еве го вашето ново предсобје, не знам дали го приметивте. Неđe си имате свое. За качалка и за чевли, широк стан, нема веќе гужва. Така? Дали би сакале сега си седне малку во вашата нова дневна соба? Може? Па конечно, после подолго време, вашиот сон се оствари и тоа баш за Нова година. Пуно. Јас денес кажав неколку пати дека ова е најубавиот подарок што сум можела да го дадам за Нова година, а верувам дека вам ви е најубавиот подарок што сте можеле да го примите за Нова година. Дали имате нешто да ми кажете? Кажете ми што најмногу од себе се допадна. Бране, ти некако остана без зборови. Sve je dobro. Прелепо е. Ова никад нисам замислила. Дека може да ти се случи. Да. Ова ќе биде вашиот топол дом, бидејќи не само што е уреден комплетно, туку имате и клима и инвертер од Паксон, која што ќе ве топли, а троши многу малку. Но имате клима и во детската соба, и на дечињата ќе им биде топло, но секако ако во некој момент повторно посакате да се греете на дрва, таа опција секако ви останува, можете тука да си ставите пак шпоред, иако ја во овој амбиент не би ставила пак печка на дрва, нели? Ne. Не. Ова веќе не е истиот стан. Прелепо е. Јас опала! Не знам што повеќе да ви кажам, освен да ви посакам среќна Нова година, среќни празници и ви посакувам во иднина многу среќа, но заборавив дека не имаме уште подароци за вас, а Лана може малку покасно да ја отвориме за да им дадам на тато и мама уште подароци. Прво нешто е дека вашиот дом ќе биде обезбеден комплетно со храна од кристал од Велес. Слога Промисто така ќе ви достави храна за неколку месеци. Знам дека тоа ви беше еден од поголемите проблеми, така да ќе имате храна во доволни количини за Нова година. Нашите пријатели Македонија осигурување, вашиот дом го осигуруваат на една година од сите непогоди кои што може да се случат во домаќинството. Што значи дека овој ваш дом сега е и освен што е многу убав, е и осигуран. И уште еден подарок кој што нашите пријатели Eurofarm секогаш го имаат, секогаш го подаруваат на семејствата за кои што работиме, а тоа се производи од нивната палета, односно витамини за целото семејство. Предивно е. Hvala vam puno. Od srca. Što ste mogli. Мене ми беше многу драго што можев да помогнам во дом на едни вакви прекрасни луѓе, особено на едни вакви златни деца. Сега веќе во станот нема мувла, топло е, безбедно е за живење и се надевам дека сите желби сега се остварени. Оваа Нова година беше среќна за вас.
Оваа 2022 нека ви биде најсреќна, да си уживате и за вашите деца, но имаме уште едно изненадување, а тоа е дека се пријавија 2 физички лица кои сакаат, јас морам тука да ја извадам малку маската, кои сакаат да ја платат градинката комплетно за 2 години за вашите деца. Значи, тој аспект е веќе покриен и нема да го имате проблемот децата да не може да одат во градинка заради недостаток на средства. Во цела оваа сезона најмногу ми сметаше кога носевме маски, затоа што не можевме да си ги видиме изразите на лицата, ни среќата, ни тагата. Затоа сега ги извадивме маските. Гледам дека децата се пресрекни и тоа ми е најважно. Бране не ми кажа ништо. Злато, да, тоа е една многу убава игра која што ќе се играте заедно со твојот брат. Сега јас сакам да им посакам среќна нова година на сите оние кои што ме гледаат и да ви посакам вас, а веќе ви посакав најубава да ја биде годината и да ве оставам да си уживате во вашиот нов прекрасен дом. Да си видите што се каде ви е и да ми кажете после некое време како вашиот живот едноставно се сменил со ова што го направивме. Тоа е едино е. Ја не могу да верувам. Јас сега ве напуштам и се поздравувам со вас, а вие уживајте си заедно со семејството. Сега може да си викнете и гости, да си прославите заедно и божикни празници, и бадник, и новогодишни празници, и се. Ми беше многу драго. Дечки мили! Чао! Ве оставам да си уживате во вашиот нов дом и во вашата детска соба и да си имате најсреќна нова година. Чао, Лана, чао, Алексеј! Чао, Тања! Чао, Бране! Ми беше многу драго што можевме едно вакво убаво дело да направиме за вас. Чао! Среќна нова година! Чао! Создадовме среќен крај за уште една тажна приказна, која што веќе не е тажна, бидејќи семејството Велковски сега живее во дом во каков што треба да живее. Достоинствен, убав, прекрасен, топол дом. И тоа најубав подарок за нова година за целото семејство. Од срце ви благодарам на сите кои што се приклучивте во оваа хумана мисија да го направиме домот од соништата за Бране и за Тања, особено Тања која што од секогаш сонувала да има како што вели леп дом. Би сакала од срце да ја честитам новата година на сите вас и да ви посакам да бидете со нас, да бидеме добри луѓе, да ги отвориме срцата и да помогнеме онаму каде што е потребно, затоа што се уште многу деца не ги живеат условите кои што ги заслужуваат. Се уште многу деца живеат без кров над главата, без основни санитарни услови. Затоа бидете со проект Среќа и бидете добри луѓе. Ви благодарам.